Со мене во студијата е господинот Зоран Заев. Господине Заев, добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Јас ве поканив имено затоа што вие кај нас бевте, сега не памтам веќе дали беше по телефон, негдека втора половина на март, околу 20 март бевте и така. Но еве после месеци, скоро половина, се создадоа услови, повторно ја побараме, бидејќи некако се наброја прашања за кои што е добро да поговориме и да изнесете и своje мисли. Прво, како сте поминавте на сите овие карантини и така натаму се е во ред? Благодарам на прашање. Работите, се помалку имаме заболени, повеќе имаме оздравени луѓе. Еве и ова чудо, така наречено корона. Се надевам заедно сите на нозе ќе го издржиме и ќе го поминеме. Жалам навистина за изгубените животи за наши сограѓани, но животот мора да продолжи. Се надевам и вие сте добри и вашиот тим, комплименти без медиумите, тешко се справуваме со оваа криза, заради тоа што само по пат на транспарентност, информирано граѓанство може да ги следи и мерките, а и на овој начин и вака да завршиме, се надевам успешно со кризата. И јас и вие си носиме маски, додуше не во овој разговор, бидејќи ние сме измерили овде кога 2 метри расстојание, а ние да бидам искрени редовно дезинфицираме пред и после секоја емисија. Но сепак човек треба да се чува и добро е да ги внимаваме сите тие препораки. Добро. Прво да ве прашам, мислам, беше навистина непријатно, барем јас така мислам, да се гледа оној упат на полицијата во вашите магазини, од каде што делите донации, помош и така натаму. Чулев како да почувствува потреба да направи некаква вратка, можеби за онаа снимка што излезе од теретаната во која што господинот Мицкоски дигал, сега не знаеме веќе кога што и во кои услови тренирал и така натаму, па како да сака да ја пренесат фокусот на јавноста на друга страна. Стварно беше помалку дури непристојно сето тоа. Тоа е моја оценка, не мора вие сигурно ќе се согласите, ама ме интересира и вашата оценка. Знаете како, ако беше целта да предизвикат болка кај семејството Заеви, кај мене предизвика, човек за себе може да издржи се, ама тие младите хуманитарци, деца кои што волонтерски работат под ангажман на општински кризни штабови и навистина сервисираат преку пакераи на прехранбени продукти скоро цела Македонија. И во такви околности дефинитивно верувам дека да се држат до саба или до 5 саат со закани со уцени, да влезат без налог во приватен простор и при тоа да направат проверки целосно на целата оваа работа таму која што се подготвува повеќе од 30 дена се подготвуваат хуманитарни прехранбени пакети за нашите сограѓани, навистина непријатно. Мене ме потсети на годините на режимот. И кај нас имавте вие во Струмица уште еден висок службеник со кој што имавте блиски контакти и расправи. Така, ама семејството Заеви, нашите фирми и ние сите лично поминавме низ тие режимски сценарија, така да ги кажам, само се потсетивме на тоа. Верувам дека се свесни дека ваквите работи и го потсетуваат народот на режимот. Се надевам дека требаше веднаш да се осудат, но со самото тоа што продолжија цела една политичка хајка и кампања покажа дека ова доаѓа од врхушката. Значи од Чулев под негова наредба, од негова наредба. И самиот изјави дека ништо не прави без консултација со партискиот председател. Така е, партијата дала задача, мене ми е тоа јасно. Ќе ми беше полесно на душата ако некој поединец, командир, началник, не знам каков го направил целото тоа, но видов дека навистина е политички. Заеви помагали од секој пат и треба да помагаме. Продолжуваме, илјадници пакети се пуштени на секаде, нели викаме тие што има треба да помогнат сега и тоа го правиме. Помогнавме во здравствениот систем, помогнавме со прехранбени пакети. Прехранбените пакети одат на најсиромашните граѓани, ние не знаеме на кои граѓани одат. Тие ги делат општинските кризни штабови и се делат навистина таму каде што треба, одат на секаде по државата, не бираме дали е тоа левичарска општина, десничарска општина, граѓани со ваква или онаква ориентација, манте криза е и навистина треба да се помогне. Продолжуваме со таквите активности се додека можеме ќе помагаме, заради тоа што многу граѓани пред се од неформалниот сектор останаа без примања. И не е само сметките да се платат или кредитите да се вратат, тие се одложени, но дефинитивно прво треба граѓаните да се прехранат. Човек понекогаш се прашува ако може да се очекува некаква дури надпревар, па да рекол под наводници политички во таа смисла, можеби ќе беше попаметно и тие да влезат во надпревар со донација, не со полициски упади, но тоа е тоа сега што да правиме. Знаете како? И активисти имаме и на политичките партии. И јас сакам да ги
Повикам сите да се вклучат. Не мора да се има пари или материјални добра за да може да се помогне. На многу начини можеме да помогнеме, вклучувајќи се во хуманитарни акции, заради тоа што солидарноста, сочувството, меѓусебното помагање е нешто кое што е пред се човечно, нешто кое што треба сите да го правиме и на тој начин може граѓаните на крајот да не видат и кои сме како луѓе, а еве кога зборуваме за политичките партии, па и какви сме. Заев, ме интересира, бидејќи во моментов кога разговараме се најавува релативизирање на мерките кои што се од здравствена природа не само во државава, туку во регионот па и во цела Европа. Еве господинот Вучич вчера веќе калкулира со избори до крајот на јуни. Во други држави почнуваат да се прават подготовки за отварање на економиите, на општествата и така натаму. Сето тоа се прави, се разбира постепено, со внимание, бидејќи оваа криза здравствена покажа дека е опасно ако ја подцениш. Сепак се чини дека во Македонија полека се создаваат услови за одредено отворање на општеството, ќе видиме за тоа што ќе одлучат здравствените власти. Вие сте политичар. Влегуваме во закажани термини за изборите, особено затоа што собранието на чело со претседателот негов предсе одлучи да одбие да се состане повторно за да расправа за сите овие прашања. Која е вашата оценка во таа смисла на сегашната ситуација? Прво, Република Северна Македонија ги прекина изборните действија заради тоа што не можеа и практично да се одржат. Се случи короната, никој не ја планираше и еве денеска сме во состојба на замрзнување на сите овие изборни процеси. Секако најважно е здравието на граѓаните. Заради тоа што нема ништо поважно од тоа. Политиката, државата постои заради народот и заради граѓаните. Но треба да бидеме сите свесни дека во услови кога нема парламент, во услови на одложени избори, кредибилитетот на управувањето на државата мора да биде подкрепен со одлука на граѓаните и пренесување на нивните права на оние што ќе бидат избрани од страна на граѓаните. Мојот став е дека прво треба да будно, внимателно следиме како одминува кризата. Фала Богу, таа одминува, бројките паѓат, еве ги следиме внимателно, се надевам до крајот на идната недела, на оваа недела сега што почнува, дефинитивно ќе знаеме многу повеќе отколку денеска што знаеме и она кое што јас го очекувам е Република Северна Македонија да ја зграбчи првата можност кога може оди на избори. Зошто? Оти не знаеме кога ќе има втора можност. Светот зборува и нашите експерти го кажуваат тоа дека можно е есента да се случат повторно пикови на кризата. Зошто? Заради тоа што доаѓа есен, зима, се јавува и грипот и поради тоа не е нешто да сме посебно паметни, тоа целиот свет така го зборува. Дај Боже да не се случи, но ако се случи, ние ќе влеземе во апсолутно пробивање на сите можни уставни рокови околу мандатот на пренесените надлежности од граѓаните на политичарите или така да кажам на оние кои што ги представуваат граѓаните. Јас очекувам низ диалог да ги отврдиме работите за околу следните избори. Сепак тој диалог имаше формален простор каде што е и уставно предвидено да се води, тоа е собранието. Така. Како ја сваќате вие одлуката на претседателот на собранието да одбие да го свика собранието, дури таквата намера и таквата иницијатива пред се ваши пратеници, но и други пратеници се придружија да се свика повторно собранието, тој дури дрско ја прогласи за обид за пуч. Јас не знам колку во јавноста се памти и се знае денеска дека именно човекот кој што бараше преиспитување на одлуката за распуштање собранието 2016 година, еве ја имам пред мене, е граѓанинот Талат Џафери од село Форино. Значи, тој беше поднесувач тогаш на таа одлука, а сега таков обид да се повторно свика собранието прогласува за пуч. Како вие го коментирате тоа? Еве вака, Оти сега ќе треба да се преселиме по неформални форуми, за тоа ќе поразговараме, како што се лидерски средби. Се извинувам, ама на лидерски средби не пишува така, ниту во устави, ниту во закони. Убаво е да разговарате. Така. Собранието? Значи, еве вака, тоа е иницијатива на 35 пратеници од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата и други пратеници кои што се приклучија на самата иницијатива и демократски порив. Зошто? Пратениците чувствуваат за потребно да се стави во функција парламентот. Тие се свесни дека има воредна состојба и многу ретко парламентот ќе заседава, ако има потреба да заседава, но неколку потреби се веќе изразени. Тоа е воредните двете состојби, е ред да бидат верификувани од парламентот и во случај ако владата забега во
ускратувањето на човековите слободи, права и слично, заради тоа што тоа се прави со уредбите и современите мерки, заради здравствена состојба, имат граѓаните каде да се обратат, имат како да реагираат. Затоа треба парламент. Може би ќе ни треба за кредитите, кои што ги преговараме и договараме. Иако до сега банките ги прифаќаат уредбите за законска сила и тоа е нормално, но во парламентарна демократија парламентот треба да е функционален. Со председател Тала Џефери јас се слушам редовно. Дури и пред оваа иницијатива се јавив да информирам зошто, за да знае дека председателот на собранието, своите пратеници од собранието поднесуваат иницијатива и да биде секако информиран, но го разбирам и неговиот став. Јас сум демократа човек и го сваќам. Иако точно е председателот Тала Џефери тој што ја поднесе иницијативата 2015-16 година, да. кога беше заедно со други пратеници или за уште со еден пратеник за повторно тогаш да се вика парламентот. Еве што ни беше целта? Прво демократскиот порив, грижа за државата. Втор, мора да го докажам тоа заради тоа што со свикувањето на парламентот не можете да одите брзо на избори. Можете да одите од 60 дена од кога ќе се распишат изборите. Но превладуваше демократскиот порив, без разлика парламентот треба да функционира и да работи. Во едни такви околности председателот на собранието минимум должност е да одговори писмено на иницијативата на пратениците, да им каже тоа што го кажува јавно и така да го соопшти. Но што е тука важното? Важното е што опозицијата е против свикување на парламент. Зошто? Што е вашето толкување? Што е стравот на опозицијата, па дури на Тала Џефери? Се плашат дека ќе бидат надгласани во нешто? Мислам, таа иницијатива е веќе симната од маса, бидејќи е меѓу другото и повлечена. Но како вие го толкувате да опозицијата не сака да биде свикано собранието, да председателот на собранието ја дерогира демократската власт на други неформални самити, наместо да се фати за можноста да едно здраво право собрание во потполна функционална смисла може да одлучува за одредени прашања? Значи, секаде опозицијата бара функционален парламент, бара говорницата каде што може да каже, бара да биде коректив на власта и слично. Само кај нас опозицијата е против ова работа. Јас го сваќам заради тоа што опозицијата е исплашена од изборите. И тоа го гледам сите овие денови, од интервјуата на лидерот на опозицијата, од раководството на ВМРО-ДПМН и слично, и мене ми е тоа јасно. Но тоа е последица не само сега на кризата, тоа е последица на немањето на ставовите за најкрупните прашања во државата. Обидувајќи се да ги закочат нашите интеграции, НАТО и Европската унија на сите можни начини, и преку блокирањето на законите што се гласаа во собранието, и преку важните закони од правосудството, и преку кодошењето во Европската унија, и што ли не се обидува во целиот овој период, и сега на крајот, знаете како, се истражувања прават и тие и ние, и се свесни за самата состојба. Добро, ама нели заседанието на собранието, како што и самиот рековте, именно ќе го продолжаа рокот за избори кои, еве, вие велите дека нив поскоро не им одговараат отколку што им одговараат. Така, се согласувам со тоа, но самото заседание на собранието веќе ќе ги дефинираше од прилика и датумите на изборите. Тие би ловеле во матно, тие би купувале време, колку да може да се одложува целата оваа работа, надевајќи се дека низ времето економските последици од кризата ќе надвиснат и така на некој начин ќе се вратат да имат шанса за победа на изборите. Добро, јасна ми е таа опозицијски порив, се разбира дека секоја партија сака да излезе на избори во околности кои нив повеќе им одговараат, и тоа ми е јасно. Но сега влегуваме во еден недефиниран терен кој што се вика лидерски средби. Председателот Пендаровски најави дека кон средината на мај ќе свика лидерска средба, вие и самиот велите дека е тоа добро да се разговара, да се сретнат и така натаму. Но ако оваа анализа што претходно ја правевте сега следува и на лидерска средба, значи ли тоа дека може да се соочите со не само со одбивање на потреба за почитување на роковите кои се веќе ќе течат штом заврши воредната состојба, туку можеби и за можен бојкот од страна на опозицијата, ако и самиот велите нив не им одговараат брзи избори? Знаете како, вика политичката иднина и кариера на Мицкоски во прашање ако излезе на избори. На изборите, знаете како, тој што губи си оди, носи своји последици и тоа нема дилеми, но јас верувам дека низ политички диалог од прилика ќе се расчистат работите. Ние не сме тие што треба да одлучуваме. Ние низ политичкиот диалог треба да ги усогласиме ставовите, да ги доведеме сите на сигурно или комфорно во одреден период, за да може да одат на избори и слично. И според мене во услови кога опозицијата е против свикувањето на парламентот,
кога изборите се распишани, кога не нуди никаква друга алтернатива како да се утврди датумот за изборите, отприлика е јасно тоа што ние го тврдиме, а тоа е дека со уредбата со законска сила се замрзени изборните действија, како и решението за свикувањето на парламентот, кога ќе заврши воредната состојба, ДИК во рок од еден ден е должен да го димензионира рокот за одржувањето на изборите. Јас верувам дека на основа на уставот, на законите, ние ќе ги најдеме решенијата кои што секако ќе не стават во позиција на известност, да знаат и граѓаните, да знаат и сите кога е соодветно да се оди на избори, под услов секако ова здравствената криза да биде олабавена. Ова што го говорите, ако логично го следам, предпоставува дека опозицијата ќе бара продолжување на воредната состојба. Бидејќи и тие самите разбираат дека во услови на непостоење на функционално собрание, а постоење на рокови за избори по воредна состојба, единствениот спас од бегање од избори е продолжување на воредната состојба. Нешто чудно се случува во опозицијата последните месеци или 40 на дена. Често претседателот на опозицијата е коригиран од своите колеги или слично. Во петокот, ако не се лажам, тој изјави дека дури не гледа зошто била свикана втората воредна состојба. Немало потреба за тоа. За да веднаш, после неколку дена, Александар Николовски, кој што е член на раководството, подпредседател на ВМРО-ДПМНЕ, вели не втората и трета треба да се свика, и ако тие би свикувале уште 10 воредни состојби за да може да ги одлагат изборите, и дури вика без разлика дали тоа на некој му се допаѓа или не, односно Александар сака да го коригира Христијан. Сега со имења. Ја гледаме таа контроверза. Мене ми е јасно зошто, заради тоа што веројатно од стравот од избори, од чувството дека ќе се изгубат изборите, дека конечно ваквите политики ќе бидат верификувани, дека се носи одговорност, на крајот ќе се случат и промените внатре во ВМРО-ДПМНЕ, се свесни за тоа, па затоа се случува една ваква рашомонијада, така да ја кажем во изјавите, но дефинитивно ние постоиме за државата сите, како политичари, како политички партии и слично. За граѓаните, господин Заев. Да, за граѓаните. Државата постои за граѓаните, да, а ние како претенденти да добиеме честа и од одговорност од граѓаните, секако треба да се придржуваме на она што значи најполезно за граѓаните, она што значи најдобро за иднината, за процесот пред кој што сме исправени и слично. Треба да знаат сите дека верувам знаат, така и во светот, така и кај нас, ќе биде тешка состојбата пред сен економски план, колку и брзо да се случи олабувањето на корона кризата, и треба да има кредибилни влади, политички влади кои што ќе носат храбри, но и одговорни одлуки за да излегуваме во престрет и на граѓаните, и на работниците, и на фирмите. Вашиот министер за здравство, господинот Филипче, има рекол ужасно висок рейтинг. Тоа во Македонија не е забележено политичари да имаат толку висок рейтинг, и пред малку разговаравме со господинот Спасов од агенцијата Рейтинг. Многу висока доверба меѓу граѓаните, над 80%, доживува и третманот со кој што државата се носеше и се спротистави на епидемијата. Па сепак Филипче е ваш политички партиски член. Тој повторува бескрајно пати, еви вчера, претпоставувам и неделава, дека ни една одлука што ја носат здравствените власти не се носи со политички, да кажем, бекграунд и не се носи со партиски пристап, туку се носи пред се од аспект на здравието на населението. Како ќе ги убедите граѓаните, доколку здравствените власти проценат дека е можно попуштање на рестрикциите, па дури излегување на избори, дека тоа не е партиска ваша одлука, донесена по партиски притисок, и дека за тоа не стои токму интересот за кој што говоревте, да сега вие го искористите поволниот ветар заради оваа сепак успешна реакција на здравствените власти, па дури на целата техника влада со кризава, наспроти тврдењата на евентуално на опозицијата дека опасноста здравствена се уште постои. Значи, прво треба да знаат граѓаните, не постои поважна работа од здравието на граѓаните. Ако здравствените работници, здравствените експертски комисии, здравствената комисија за заразни болести и сите тие кои што работат, оценат дека нема услови за избори, нема услови за избори. Нема поважно здравието на луѓето. И на крајот треба да бидеме прагматични. Како тоа ние ќе испратиме посматрачи, членови на избирачки одбори и слично, тие се околу 30.000, да седат во една просторија во која што
поминуваат меѓу 500.000 граѓани, 500.000 граѓани Така, да, во во еден гласачките ден, места, да. во гласачките места, или па самите граѓани како очекуваме да излезат, ако навистина постои ризикот од проширувањето на заразата. Дефинитивно сите сваќаме од прилика што се случува и кај нас, што се случува во регионот, во Европа и во светот. Од прилика сме исти како со сите. И првиот дел на прашањето ќе го искоментирам. Јас му симнувам капа на Венко Филипч за неговата посветеност. Заради неговиот капацитет да ги слуша стручните луѓе. Заради тоа што сите се договоривме уште самиот почеток, ова е страшно, остајте политика на страна, дајте на стручните луѓе да понесеме надеж, целосно да ги делегираме капацитетите таму и како ќе кажат тие, ни се допаѓа или не ни се допаѓа, да си слушаме сите. Венко, како што вели од Сабајле, имам дури и стручно толкување од експерт инфектолог, мајка му е таа, која што е во пензија, значи денот и така и му почнува, а секако почнувајќи после тоа и со штабовите здравствени кои што ги држат. Треба да знаат граѓаните, и јас сум многу среќен за тоа, дека имаме капацитет како држава. Институции имаме. Имаме стручни луѓе. Кои ни треба, тебе се тука. И верувам дека успешно се справивме со ова, вистински ги димензионира мерките, нас не ни беше баш така по кејф секој пат од сите мерки како политичар или слично, но дефинитивно сме многу стрекни заради тоа што успеавме да делегираме целосно капацитет и доверба на стручните експерти во државата и денеска еве се соочуваме со почеток на седмица каде бројките се навистина олабавени, каде што пред неколку дена веќе поминавме повеќе оздравени отколку моментално болни. Овој тренд продолжува и се надевам дека и со топлото време и со целосните почитување на мерките од страна на граѓаните, тоа е носење маска, држење дистанца, а ќе ни биде way of life, или начин на живење, хигиена, дезинфекција, внимавање за себе и за своите блиски, сите што не обкружуваат, дефинитивно ќе помогнеме нас и на сите граѓани да се најдат во ситуација на брзо, односно на одмината криза, а и секако да се вратиме во нормала, односно животот да го вратиме во нормала. Кризата не беше само напад врз здравствениот систем, туку беше напад и врз економскиот систем и тоа се уште ќе трае, а тоа значи и врз идеолошките определби именно на вашата социјалдемократска партија. Вие се чини дека отидовте во јавноста подалеку од колку што се реши да отиде техничката влада во заштитувањето, би рекол, на повеќе на, како да кажем, на граѓанските интереси, отколку на интересите на големиот капитал. Не доживеавме некакви големи драстични мерки со кои што се изврши некаква поправедна прераспределба помеѓу оние што помеѓу граѓаните и оние што можеа, а не помогнаа во таа мерка. Обично банките се наведуваат како такви и така натаму, но не се само банките. Него ви се чини дека како социјалдемократи сте премногу под влијание на бизнис круговите, на бизнис коморите, на крупниот капитал во Македонија, дури до едно ниво на непристојност, па и даноците ги кроите под тој притисок, низа други мерки така натаму, дали кризава не ја покажа баш таа слаба точка во вашата идеолошка апсолутно не подпорна точка? Ве разбирам во прашањето, апсолутно не. Прво сме целосно независни како политичари, како политичка партија, независим од финанси од никого не ставил во состојба да му должиме или слично. Сето она кое што го работиме во целиот овој период од 1 јуни кога е формирана владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз 1 јуни 2017 до денеска е комплетно со левичарска идеологија. Опозицијата ќе рипне и ќе каже, ама заеви се крупни капиталисти. Не треба ни да бидат влијани од банки, бидејќи тие се самите влијани од сопствените бизниси. Не, апсолутно не, имаме преку 1000 вработени во нашите компании. Кај нас работникот и трудот го носи и профитот, кој што на крајот се распределува со сите или се реинвестира за да имат уште поголема капитална основа, сите работници и слично. На капиталот како левичар гледам како алатка, како средство за инвестирање, за давање плати, за плаќање даноци и кога се ствара профит, тоа се реинвестира за да се дават нови плати и нови даноци. Ќе влијае ли здравственава криза имено во предизборните мерки што ќе ги предлагате, а ќе се однесуваат на даноци нови и така натаму? Ќе одговорам, да ги подсетам граѓаните дека 300% ја зголемивме социјалната помош.
кажуваш. Навистина издимензиониравме цел еден пакет мерки, каде што сакаме да ги извлечеме најсиромашните од сиромашти и успеваме во тоа. Димензиониравме цели сетови на мерки. Последната беше, ако граѓаните забораваат, покачувањето на пензиите за 721 денар, што е ретко, односно никогаш не се видело во нашата земја. Зошто? Заради тоа што беа депрецисирани, односно беа под нивото на достоинството самите пензии во државата. Така да еден куп мерки кои што и сега во самата криза се димензионира, се за сочувување на работните места и за обезбедување неопходни приходи кои што постојат. Суштината е дека се бориме против голиот популизам и пракосиме на голиот популизам, затоа и излегов со мерка на солидарност како што е кратењето на платите, да владата тоа не го поддржа и што уште еднаш потврдува дека времето денеска е многу различно од режимското време. Оти во тоа време кога ќе кажеше шефот едно, владата мора да спроведе и безпокорно тоа да го направи, но еве ние како политичка партија предложевме, иако и премиерот актуелен во владата и министрите стојат на тие координации, но сепак низ дебатата се отвори прашањето за неопходноста, потребата, дали сега треба да се преземе тоа или не, и на крајот преовладува во мнозинство и дел од социјалдемократските министри и членови раководство дека оваа мерка не треба да се презема. Јас до денеска стојам на ова прашање. Зошто? Заради тоа што административец зима 25.000 денари плата, што работи во јавната администрација, 6.000 денари враќа кредит, 19.000 денари ги троши. Сега нема кредит, а троши 10.000 денари, оти седиме дома. И спаѓа ќар од 15.000 денари, тој што работи и нека е ќар, тоа се негови пари, тоа му следуваат од платата. Но зиенот е голем заради тоа што нема потрошувачка за тие 15.000 денари. Важноста е да има приватна потрошувачка, да се потрошат сите пари и во тој дел знаете дека димензионираме и трет пакет на мерки. Тоа не се мерки за поддршка на работните места или поддршка на компаниите. Третиот пакет на мерки се мерки за заживување на економијата, користењето на можности од секоја криза, како нови можности, и верувам дека во скоро време ќе бидеме подготвени да ги објавиме, заради тоа што ги консултираме со меѓународните финансиски институции, внатре разговараме, ги таргетираме самите мерки и во скоро време ќе ги објавиме како мерки. Немаме време да одиме во многу детали, иако само за оваа тема веројатно би можело да се потрошат 30 на минути за тоа како реагираше економски владата. Јас, на пример, не сум воодушевен. Неколку пати се расправам со разни ваши функционери, не најдоа за потребно ни погребните трошоци на починатите од коронавирус да ги покријат. А се работи за тривијални пари за државата, а за значителни трошоци на семејствата кои што изгубиле трагично свој член. Но не, јас морам да коментирам овде. Тоа е речено во законот, на пример, граѓани кои што немат пари, општините ги покриваат. Оваа влада носи одлуки со законска сила, така што ако имаме 80 на случаи, можеше да се донесе одлука без разлика што пишува во другите ставки на законот, сите починати од коронавирус да бидат погребите на сметка на државата. Но да не одиме во детали, бидејќи предпоставам дека ќе треба се навратиме на целиот економски пакет. Она што за крај ме интересира, се враќаме на оваа, би рекол, клацкалка националистичка. Ако на претходните избори во претходниот период се бавевте со Преспанскиот договор со грците, сега се отвара инсистирање да се занимаваме со договорот за добро соседство со Бугарија. Па се активираат сега истите стари обвинувања дека ја распродаваат историјата, идентитетот, јазикот, нацијата и така натаму и така натаму. Познат ви е контекстот. Што е ставот ваш околу ова прашање, бидејќи вчера бугарската министерка за надворешни работи и подпредседателката на бугарската влада изјави дека нема да се фатат на јадицата предизборна во Македонија да влезат во коментирање на овие наши внатрешно политички дебати. Кој е вашиот став за оваа тема која што изби некако експлозивно на површината и ќе биде веројатно една од главните теми на наредните изборни кампањи? Тие што се научени да живеат и работат од областа на политиката со национализам, со популизам, така и продолжуваат да функционираат. И ова прашање на вистина од националистички и популистички побуди, излечено повторно на површина. Уште еднаш да напоменам, македонскиот јазик никаде не е спорен. Македонскиот јазик е упишан во Обединетите нации, тој е признаен од сите, тоа е нашиот идентитет. Повторно да се отвара ова прашање на вистина од желба за власт, од желба за политички
поени, правење повторно драми или слично. Знаат граѓаните, документите се јавно објавени, одлуката на Советот на Европа е јавно објавена. Република Северна Македонија доби безусловен датум со кристално чисти потврди за тоа што е спроведено за почеток на преговорите, значи датумот е безусловен. Постои еднострана некоја изјава од страна на Бугарија, да ја читаме сите, дури и во самата изјава тие викат за свое разбирање внатре. Ве информира дека ќе има таква изјава кога ја направија, која ја поднесо или вие се изненадивте? Ние не се изненадивме заради тоа што парламентот претходно донесе резолуција на Бугарија и тоа е за нивна внатрешна потреба и јас тоа го разбирам во целиот овој дел, но дефинитивно сите земји членки, вклучувајќи и Бугарија, едногласно донесоа одлука за почеток на преговорите на Република Северна Македонија во Европската унија. И не би бил чесен ако не кажам дека низ поглавјата, низ преговорите, ние мора да го заокружиме и решиме договорот со Бугарија, односно да ги имплементираме сите негови ставки, како што треба да го имплементираме договорот од Преспа. Сме презеле двете страни обврска, овде е Република Северна Македонија со Република Грција, овде Северна Македонија со Бугарија и тие договори се договори за стратешко партнерство, за пријателство, за соработка и во полза на двете страни потписнички, условно со двете земји, е да се реализираат самите договори. Но уште еднаш да не заборавиме. Договорите се за пријателство, за добрососедство. И од нив ќе излезе благодет за двете страни, која што ќе значи придобивка за двете страни. Што и да се договарани с договорите, мора да има задоволство за двете страни. Двете страни да бидат среќни. И ваквото отварање на прашања во телкот на изборен период, ние не сме излегле од изборен период, тоа е замрзнат изборен период, е само заради политички причини и министерката Захариева го кажа тоа јасно и тоа е токму така, заради тоа што и тие не се од вчера од политика и апсолутно им е јасно дека избори ќе има сега, летото, есента, кога и да има, треба да има избори и дефинитивно отварањето на ваквото прашање е само заради политички цели. Ние со Република Бугарија сме пријатели и партнери. Таа е една од земјите која што не подржа нашиот сосед, еден од двата, која што прва ги отвори прашањата за нашето членство во НАТО и во ЕУ со промената на режимот и со волја да се обидат да помогнат. И верувам дека ќе се изнајде решение, но уште еднаш треба да знаат граѓаните дека ваквите драми, драматургии за македонскиот јазик, дека сме македонци, е од чиста политичка причина да не подлегнуваат на ваквите провокации. Ние сме мала земја, сакаме да бидеме пријатели со сите. Денеска сме признаени од целиот свет како македонци, кои што зборуваат македонски јазик, земјата никој повеќе не ни ја спори, никој не се прашал дали не признале 134 или 137 земји, таа работа завршена. Денеска сме членки на НАТО, денеска сме земја која што има почеток на преговорите со Европската унија. Јас верувам дека летото, есента ќе ги отвориме и веќе првите поглавја. Ве оставив да поговорите малку подолго, пробивме терминот и на вестите, меѓутоа опозицијата цела недела ве прозива, вели Заев молчи, затоа сакав да... Ама работа едно прашање на крајот, ако дозволите. Денеска е првиот работен ден кога треба да се аплицира за мерките. Заклучно со вчера, иако е викенд, имаше 3747 компании кои што аплицираат мерките. Огромна бројка е тоа. За време на викенд. За економските мерки. Да аплицираат граѓаните, ја се користам приликата, да аплицираат фирмите, заради тоа што овие се нивни пари. Ние одлучивме да ги распределиме како влада, за да може да ги сочуваат работните места, да дадат плата, се работи за априлската плата, сега се аплицира, мерките ги олабавивме комплетно, на краја донесовме целосна флексибилност, само да се сочуваат работните места, и еве го април, најтешкиот месец, заврши од кризата, мај ќе биде веќе поолабавен месец во функција на кризата, тоа го знаеме сите, имаме некаде под 7.000 нови невработени, не се 140.000, колку што кажува опозицијата, и самото тоа кажува како всушност се справуваме и со економските аспекти на кризата. Апелирам до работниците кои што останале без работа, овие помалку од 7.000, да се обратат до агенцијата за вработување, да се искористат 50% од просечна плата која што земале сите граѓани кои што се надвор од формалниот сектор, во неформалниот сектор, се социјално загрозени и да се обратат до центрите за социјални работи
работи, таму добиваат 7.000 денари директна подршка и уште 1.000 денари за енергетскиот додаток кој што го добиваат, затоа што, како што рековме, државата постои заради граѓаните и дефинитивно ова е време на солидарност и верувам дека сите пари предвидени во буџетот навистина ќе се истрошат за да можат граѓаните полесно да ја пробродат оваа криза. 9 часот и 3 минути. Зоран Заев, председател на Социјалдемократиот сојуз на Македонија. Благодарам за ова гостување. Се надевам дека имало немало избори за месец дена. Повторно ќе се сретнеме да резимираме некакви ваши политики и ставови. Благодарам за ова гостување. Носете маска. Вие веќе имавте едно искуство со некаква интервјуа во студија кој што потоа ве натераа на карантини, но такви се времињата, никој не може да биде свесен и да знае што може да прави, освен да се заштитиме онака како што препорачува здравствените власти.